Здраво, друга, здраво, криптореволуција. Доудараме едно видео, 5 дена ме немаше, али позитивни информации. Значи, компанијата е веќе при крај и очекувам Славе треба да дојде да се подпише понеделник, вторник и почнуваме, ќе ги контактираме сите, ќе ги поделиме у групи, да речеме, напредни и кои се почетници, пошто има доста почетници. Кажав, многу луѓе одбив за криптоакадемијата поради тоа што брат нема што да тражат, можете и сами да си најдете информации, тоест немат никакви приходи и џабе си одгубат времето у академијата. Тоест можат да следат, имат бесплатни информации на вебсајто у Криптореволуција, али нели треба да имате некоја окей плата за да може да купувате. Иначе, брат, луѓе што се невработени, нема логика да бидат у академијата, ќе земале ово, ќе земале на заем, нема потреба. Чувајте си ги парите и ако си земете на заем, да се надевам без камата, купете си сами крипто. Иначе, на мене ми требаат вработени луѓе, кои што ќе имат окей примања, дека може да одделат на недела, на месец, за да се состави портфолио. А, например, луѓе кои што нели сакаат да бидат у академијата, да, бојрум да дојдат у академијата, ако немат приходи, ако имат пари, да речеме, да платат, па да ги поминат сите фази на обука со да речеме со Славе за безбедност. Има и такви луѓе што сакаат, да речеме, да учат за комплетно безбедност и да учат за волети, за берзи. Можете слободно се пријавете, али тоа е комплетно сектор со Славе. Така да ќе се уште контактирам со луѓе, потешко е да се контактират поголем дел, например, тие што се у странство, пошто на работа и потешко ми иде да ги контактирам. Али у принцип има супер бројка за да се почне. Тоа е најбитно. И ќе ги составиме тие групи. Кажави тие на кои што се имате пријавено, а не сум ве контактирал, слободно ми пишете на Месенџер или на Инстаграм, што сте надвор од Македонија, и да се договориме на Месенџер кога сте слободни да ви сконтактирам. Берзата, како што гледате, преживеавме, така да испаднав управо. Бул маркетот си, биткоин го држи, не е паднал на 3000, не е паднал на 20.000, на 30, на 40, дури го нема на таква криза и на 50.000. Човече, така да сами треба веќе да сванете дека ово е еднината. Значи, гледате прво негативно, што е најнормално, делува биткоин да падне, а после тоа гледате брзо направи рекавери и гледате, брат, че си е у зелено цел месец, што се вика. Ништо од драмата, за еден месец е у 4% плюс, значи нема. Страшно е, тука е само да речеме, гледате најниско 63.106, значи џаве многу луѓе си правија филмови дека ќе пропадне се живо, гледате дека ништо не пропада. Али тоа веќе нема што да го филозофирам, ќе си дојдат у академијата, кој што се верува, тоа да си го праве, да си одете на работа и да се чекате пензија, отколку е да се занимавате со какви рекла кажала. Дојдете у академијата и тука ќе поминете некој левел кој што треба да го поминете за да ви станат повеќе од работите јасни. 5 minutes before Trump's tweet, somebody spent $1.5 billion and made a buttload of money. Шо да кажам, другари, инсайдерско трейдање, никој не е у затвор. Така да луѓе, ово е еднината и нема назад. Едино ако не сакате, да... Чекај, брат, јас зашо сум го уклучил овај дел, не ми е јасно. Ќе исклучам да не ми смета. Пошто вториот монитор уште не сум сконтал што е финтата, зашо ми сецка, дали е до графичката веќе.
Еве гледате кога исклучам вториот монитор, Pretty cool sorting algorithm. чудото работи. Its job is to Другари, како што гледате, ќе ве заменат. Ќе ве заменат дефинитивно за 3-5 години, не е проблем на нив. Тие што сте на факултет, Господ на помош да ви е. sorry about that. Oh, Тие сега што сте земале кредити еден куп и треба да ги враќате наредните 5-10 години исто, Господ на помош да ви е. Не верувате, али за тоа се направени тие кредити, тие кладилници, тие спортски обложувалници за да бидете шо подолжни, а као демек има работа. И уствари, no. Oh, what is it gonna do? Let's see. Got it. уствари, че после Impressive. It's impressive. Wow. јаш фрлам му ги назад и па успеа да се снајде. Значи, другари, ова веќе замислете се, ако ово го покажат јавност, у јавноста замислете се прво војската што е. Значи, секојаш 100 години се понапред и кријат минимум 100 години. Академијата е отворена, луѓето да се запознаат со инвестирање, да се изградат портфолија и да капат од секаде. Па после ќе ја тумачиме на село ли ги се бега, привремено ли ги се доаѓа само градовите за бизнис. Битно е таа дигитална форма, дигитална криптоформа да се совлада, да си капе од тамо, од таа берза, од оваа берза, од онај коин, од онаа технологија. Гейминг ли ќе правиме, пошто другари ова и у ковидо не верувавте и еве гледате дека дечките покажуваат се повеќе и повеќе. И дефинитивно кога ја току градо, нели, зборам, истото го повторувам, тоа било глупости, супер брат, мило ми е да си чекат до последниот момент и тоа е типично како за ковидо. Да не ја филозофирам, тие што ќе дојдат во академијата да си изградат портфолија, да си капе, па ќе видиме едината која било право. Ово е доста сумнително. Инаку, значи, гледај шо вика, Трамп става 5 дена на пауза со војната у Иран, а баш истата количина на време треба за илјадници маринци да пристигнат. И чекай, 2 units of 5,000 marines are currently en route to join 50,000 US troops already in region. Значи 50.000 се веќе соберени. Инаку американците многу неферскија, тоест Трамп че многу неферскија почна војната у преговори, почна војна со тие изненадни напади и управио напад, ќе ви покажам после, успеа да збрише целиот воен врв на Иран, само шо оригиналниот воен врв на Иран е у Русија и дел у Кина. Така да, брат, овие туку што се поставуваат, може да ги тепат до утре сабајле, ја ви кажав и на почетокот луѓе, ако Америка почнуваше војна како со Венецуела, а фактички сите предавници го предадеа Мадуро. Така имаме, мислам, две опции имаше да се случи у Иран, ако брзо се завршише, значи и таму ќе имаше шпиончиња. Али не видовме дека таму колку и да ги убиват овие цел врв збришаа, брат, и некој позадина ги влече конците, значи Америка не е у војна против Иран, Америка е моментално војна против Персија. Баш како што кажав, ако се разбуде Персија, цел свет ќе дрма. А третата опција по теорија на заговор, пошто јас сум стар теоретичар, значи фактички другари ова сите и Америка, и Кина, и Русија, ово го имат спремано пред 150 години и ние само сега гледаме тоа сценарио, филмско сценарио, као демек овие влечат конци, оние бранат, значи а уствари си делат, грабат и ние обичните луѓе страдаме у позадина. Така да гледајте шо побрзо да ја совладате технологијата и да ви капе од секаде што се вика, да се изградите портфолио, дали сами, дали преку криптоакадемијата, за да се осамостоите, пошто гледате дека овие големи сили си делат се живо, а ние страдаме и се мачаме. Значи гледај, 5 дена тактика, као демек Трамп твита дека е у преговори со Иран, берзата лита човече, а уствари Иран после изјавува дека па ништо не се спирили. Што значи гледате дека, брат,
тука е веќе не знаеш на кој да веруваш, рекла кажала, каша попара, ама битно американците контролираат, значи гледаш Трамп даде позитивни информации, што се случи? Берзата литна. Иран кажа дека не е точно, берзата по сите логики, сите ставија дека ќе паѓа, она не падна. Значи паѓа собраа комарџиите. Затоа ви викам не треба да трейдате. Просек да трейдате, ви требаат 8 години у крипто, треба ви доста да сте пратили од Wall Street, треба ви геополитики, треба ви политика да следите и америчка, и светска, и БРИКС, и НАТО, и Европска унија се. Просечен човек тоа го нема време. Тоест има го времето, туку неќе да го отделе. Така да, затоа си постоја Крипто Академија. Гледате SWIFT confirms 25 banks will start using crypto for 24/7 cross-border payment in June. Гледаш и крчкат си луѓе, не може брат до вчера ово нема да го биде, теорија на заговор, дрн. Гледате, видите си крчкат у позадина се позитивни вестите. Позитивни се вестичките, братче. Затоа ово си држи цена. Јас што викам, бул маркет мора да има. Многу луѓе ама ќе го одложат. Супер брат, нека го одложат страплени, без страпливост. Трупаш брат, тоа ово ви учи на најголемата страпливост у животот. Не може брат че утре вчера сте уложиле и за некој краток временски период од 3-4 години вие да станете богати. Нема шанси. Минимум е 2 бул маркета 8 години. Минимум. Ја на 6 станав, еве на среќа нека. Минимум е 2 бул маркета за големи резултати. Тоа е. Затоа у академија дека се учат на дисциплина. Гледаш, breaking news, карго брод транспортира газ до Индија, си мине низ Strait of the Hormuz и од како се координира со Иран, плаќат си и гледаш, мислам дека беше $2 милиона, у кинески јуан и ќе си поминат. Значи сите што соработуваат со фактички сите што не соработуваат со Америка и Европската унија, братче ќе си минат без проблем. Значи ние Македонија кој што треба да држи некои 2000 години неутралност и де факто да си ја врнеме таа античка македонска дипломатија, ние сега братче можевме да правиме чуда. Ќе рентаме брат, ќе рентаме бродови, ќе увезуваме, ќе складираме и ќе продаваме на цела Европа. Милиарди брат. Зашо па да не? Ние сме си неутрални, нека си вадат очите брат, ние сме држава кој што постоje 20-50 години толку напредно што овие брат не се били ни крирани како држава. Значи ние ама добро сега да не тупеме. Се уште тестираме, стигнаме код цел месец чекав код од YouTube, сега нешто брат не и работе. Така да преку глава ми е веќе од оваа држава што се нешто треба да попуниш, се треба нешто да направиш, ќе отидеш овамо, ќе отидеш намо, се нешто чекаш, ама тоа е. Тоа ќе се рестартираме, тоест не дека државата нешто ќе се рестартира, туку самата вештачка интелигенција, блокчейн ќе преземе и едноставно само ќе се имплементират работите и ќе се оправи. Инаку замислете си братче Македонија со толку сончеви денови, замислете си на неплодно земјиште да наропаме овакви работи, шо е брат, тука филозофијата Кина може слободно да најде кредит на 1.000.000 години да ги исплаќаме и замислете си ние братче да копаме биткоин со ова чудо брат. Човече, замисли си. Еве ја гледам тука панели, марихуана, било ово, било оно, мафијаши, кој ги знаеш што прават, појма немам. Биткоин е енергија брат. Замислете си ние во Македонија можеме братче нашто од пред 2000 години што се го ставиле античките македонци тоа сонце, знаеле се дека Бог, но не се го ставиле друга држава која го има толку години, ние можеме да копаме другари биткоин. И можеме се да не е бесплатно, брат. Не, тука се ја тука палам климата, мајка ми гасе, ја палам светла, мајка може да помене гасе. Значи тоа у секоја фамилија, така 100% братче. Така да замислете си, ние при сонце, брат, ние дома се караме за многу било топло, многу било ладно. Кога кренам надоле да одам на какао, инаку другари, јас тоа што се тегирам, ја немам на кафе, одам на какао и одам да се среќавам со луѓе за Крипто Академијата, тоа ми е приоритет, иако изгледа дека дремам у кафич, тоест пролет, моментално најдобриот кафич за мене, пошто нели и со персонал и со газдата сум перфектно у комуникација за разлика на другите места што се нешто ти изнервираат од нигде ништо. Така да тука сум у базата и
наместо дома да седам да контактирам луѓе, јас си контактирам од базата, разбираш, тоа ми е базата. Доста, нели, еве ја да бев граначалник ќе направев чуда, ама за жал не македонци се на власт. Инаку, нели, сите плукат по Иран, ние немаме македонски новинари кои што ќе седнат малку да развлечат, да истражат. Значи, брат, Египет, братче, па нема македонски со кој ќе научам, дечките сите тука фрлат на англиски зборови. Така да, муше толку ме збркуват, али тоа е. Ќе си збореме македонско-англиски и ќе чекам после русите и кинезите, па и од нив некој зборче и така. Шара, каша попара. Иначе Египет наплатува 200.000 до 700.000 на бродови што транзитираат преку Суетскиот канал. Некош надминува 1 милион. Значи Египет наплатува. Панама наплатува од 100 до 450.000 он транзит. Значи, а големите бродови и стигнуваат и до пола милион. Турција исто за Босфоро наплаќа. Канада и Америка исто зимат данок за кажи го чарджат за Сент Лоренс Seaway. А па пази, Иран до сега вика не е наплаќал. Значи со декади не е наплаќал. И нели keeping it free despite sanctions and pressure. И сега сите плукат по Иран. Значи пази, Египет, Панама, Турција, Канада и Америка наплаќат. Иран очти ги валат и сега за прв пат зимат да наплатат и паси Иран лошто. Не иде тоа така, другари. Сега, некој најинтересен, брат, ти ги поддржуваш Иран, брат, ја поддржувам логиката. Иран, овие Иран се инсталирани од Америка там, 70-тите се инсталирани и Иран најнормално дека дел од граѓаните ќе се бунат, дел нема, затоа што оваа инсталација од Америка, тоа се вика крире проблем за да понудиш решение. И сега Русија и Кина што пробат од страна да преземат, али у принцип овојата инсталација на Америка, а сега Русија и Кина пробат тука. Пробат секој да земе што поголем дел и подобар такво од колачо. Инаку грлото не ми е само од загадениот воздух, до сега Господа ме чува, не су се разболел, али ејсито дома ме разцепи, брат. Толку суши воздухом, се викам нешто ќе купам да чура од некаде малку така парија и се забравам што да купам. Да даја некоја идеја. Гледаш, имаше некои машинки, али забравив да видам. Не знам дека ме кажа, мислам Флорис ли речува, Topshop нема. Друго, Ethereum, знаете дека китовите си трупат. Многу луѓе ме праша, брат, шо биде Ethereum падна многу. Луѓе, брат, не може да разберам со тие некои глупи аналитики. Дали само мобет да се најдете Ethereum паднал многу. Брат, Ethereum си е не се варнал никош на $2.83, така да широката слика не е падал, брат. Вие си трупате и широката сликата после 10 години, брат, после 10 години ќе биде 100.000, 200.000, лупам, разбираш, нема да биде 2.000. Значи вие после 10 години не може да промашите, брат. Така да, отворете ги, исто у Македонија, тоест у Кочни сега ги учам, ама биткоин ќе пропадне и ја ми викам, добро, окей, еве големата табела и кој отвориш големата табела, па такво едно телефонче се зема в Z-Fold. Па кој го расклопам, братче, така и кој го лупнам у фац, викам, гледа бе, брат, и гледа. И шо ово? Викам, од дрво носи. Шо е? Викам, Z-Fold, викам, и ово е, еве, чартови, берзи, ама чартови знаат, брат. Берза знаат, викам, гледаш, било е 0.06, било е 0.03. На истата цена ли е кога погледнаш голяма слика? Еј, брат, не. Ке купиш ли биткоин? Еј, брат, немам толку пари. Абе, брат, за $100 можеш да купиш, за $50, за 40, зависно берзата. Еј, можем. Па шо ги направам со тие пари? И памо викам, од дрво носи, брат, ќе ти најдеме друго. Викам, уживај. Пробаш нешто е, милион прашања, значи они имат за 7 милион прашања. Шо ќе направил? Со $100, 200 ќе направиш. Повеќе од кладилницата што ги изгубиш за таму тие трките, брат. Шо ќе направил, брат? Истиот мобет. Иначе, гледате, другари, дека принт скрин. Не, после. Мора да има шок. Трамп не може да не остави така. Знаете како е? Драма и на крајот Трампчо кој
кога ќе го ептени изнервират, мислам кога он цел свет ќе го изнервира, знаеш, ќе напумпа биткоин да речеме 180-200 а алткоините кои ќе политат там по 100.000, 2000% и сите ќе забраваме и за Иран, и за Ирак, и за лешката кривина. Значи, кој е говедо, тоест бик. Али е, у Македонија говедото е, забавам се. Мислам, овие денови ги умрев таму. Персонали, побркав ги там 100 крипто и на крај идов купив и еден тон благо, викам тебе да се заблажите, да ве рестартираме, иначе многу кул дечки има у Македонија, тоест укочени. Струмица се шокирав, имаше многу народ, Штип, многу турци, али Струмица имаше многу народ. Ја би најискрено купил една кукичка у Струмица, али па, шо знам, чисто нака нешто да си има, колку ќе отидеш да сееш 10 дена, да има дека да преспивам, ама шо, ја автопатите сега, тука шо не направија. Тука сега и Uber ќе пуштат 2029-та, Uber ќе пуштат, ќе литаме со дронови, така да, не купувам. Ќе земам нешто плачко и се лосово длабоко таму шумите, а вака тука у турнеја, дека се лита все Струмица. Иначе, другари, сите брмблат дека $150,000 треба да се напумпа. И не знам што звуци се слушат, комшиите нешто прават. Не, добри се комшии, добри се, али чак пат се слушат некои чудни звуци. Под мене нема никој. Вали да над мене комшијата нешто прави екзибиции. Али, другари, истиот обед, секој викат истиот обед, а некој да седне да купува. Кој ми беше кажал со Русија интернето, ја мислам дека Русија, Кина и Америка треба да се имат комплетно посебен интернет, па ако се случи некоја криза да може да се префрлиме лесно. Ово е у ниската орбита, ово не е у Вселената, многу луѓе не знаат. Ово е у ниската орбита и тие сателити никош не се излегнале надвор. Така да нека рокат интернет, мала воз за шпионажи интернетот е со каблите, али како е да е, да ја филозофирам теорија на заговор. Глобал интернет не оде преку сателите, туку оде преку тие каблите доле у океани и мориња. Брато, шо филозофира? You think you can have a company run by an AI system like this? Possible. And the reason for that is this. You said a billion, and you didn't say forever. And so, for example, it is not out of the question that a claw... Чак ја филозофирам, овие другари со извинени ќе немат матер. Nvidia, Palantir и Tesla, ова Елон Маск, ќе немат матер со извинение. Тие братче ќе ни испозатворат у тие големи, мислам ќе ви испозатворат вас у тие големи градови со токенизација и полека ќе имплементират сите тие работи кои што укочи не ги веруваат. Сиротите нема да знаат што ќе ги снајде у следните 3 до 5 години. Тие што се курчат со извинени адвокати, извршители, нотари, сметководители, келнери, Господ на помош тие, али тоа е, не може да ги просветлиш на сила. Така да, моите подкасти мило ми е дека ќе останат, дека некој е имал некоја визија дека тоа ќе се случи, а па тие 500-600 редовно што гледат, па и они брат, значи нешто гледат дека нешто осеќаат дека не е уред и за тоа гледат, значи 500-600 не е мала бројка, брат, тоа е една сериозна армија. Шо филозофира брато? You know, a lot of people were kind of dumping on Bitcoin for not being the safe haven store of value about 2 or 3 months ago, and gold was. Well, the roles have been reversed. I think we should really judge these assets over a couple weeks or months anyway. So I think both are store of values. One's just a little more sturdy, one's a little younger, but you know, they work in different ways. They're more like zero correlated, not inverse. Другари, значи ја ќе пробам и на академијата да кажам. Значи Bloomberg Senior ETF Analyst. Што во е на Bloomberg, на компанијата што владее со свето. Типо зборе за биткоин. Дали мислите дека трилион, не е ни трилиони, тоа ја не знам ни што е после трилиони. Дали мислите дека некој кој што владее со свето ќе излегне да се глупира да збори за биткоин?
дека е store of value, дека ти можеш, брат, енергијата од вода, сонце, ветер да ја смениш и да креираш, да ископаш биткоин и да го складираш на во тај дигитален свет и кога ќе ти треба да чепнеш таа физичка енергија, да не речем, која што ќе е претворена у дигитална и ти со тоа, братче, можеш да пазаруваш, живееш и ти тече некоја дневничка ли ќе дали ме разбираш што сакам да кажам? Значи, академијата е пред се да ги описменам луѓето од дека да земате информација и кога ќе некој дома му рече, абе, шо е од таа академија, да го лупне, брат, ама да го лупне со такви факти у фаца, да овај да не знае дека му е главата и шо е мобето. Па со тек на време вие ќе инвестирате, па еден ден, после 48 години ќе може да и треднете нешто, може и ја да ви покажам. И финтата е тие дома да не ви брмлат над главата и да ви изгубат концентрацијата. Разбирате ли? А такви што имате проблематични родители, роднини, другари, па не е ни баш многу добро да кажете дека сте академијата, затоа што само ќе ви кокодакат, ќе ви уморат и ќе ве плашат. Затоа гледајте да најдете да правите мобет. На секој човек да знаете му треба време да прави мобет. Дали ќе 15 минути да. Вие ќе дојдете во академијата, вие не може да издржите да не кажете оти нели имате несигурност, леле да дов пари, леле шо, леле купив крипто. Тоа го носите. Ја го носам, секој го носи тоа. И 50 години ако сакате да бидете аналитик во крипто, вие го носите тоа у вас, што мора да излезете малку да подумате со некој. Луѓе, за кафе думајте со кафеџии. За комар таму гледајте да ги избегавате. За ракија, салата, кафанка со кафенџиите. Не мој да зборете на овие теми со нив. Они не се на вашиот левел. Вие почнувате да сте на левел чим сакате да сте во академијата, почнувате да сте на левел чим ви интересира да гледате вакви видеа, теории, технологија, инвестиции, значи вие не сте на нивниот левел. Ако они гледат, да, може да се зајадете на оваа тема, ама ако они виши гледат, може да правите момент тука се убедат. Ама ако ние не гледат, брат, тие гледат там манијачат, таа некој дечурлана, тоа се болни луѓе, со тие нема што да прават мобет. Разбираш? Така да секој што гледа там под 18, тоа е извотоперен лудак кој што не ви треба во животот и ви го губи времето. Значи мобето е да си најдете тие 15 минути сте на кафе, правете си таму мобет. Другите 2-3 сата сте кафана, тај мобет. Гледајте да си најдете крипто луѓе кои што ќе бидете тие 15 сат време на тај левел, да може да си го одумате, разбираш, да си разменете информации. И тоа ќе бидеме и ние тука во таа Discord група, ќе направиме, ќе гледаме да се направи тај мобет, значи ние сат-два у денот кога има некој време плюс, да си направиме така еден мобет на дневна база, како сериозните америчките компании што научив, седнуват, правиме си едно состаноче и се некој нешто што ќе каже, нели, ќе се надоградуваме. Значи тоа е целиот концепт. И еве ја тражам да речеме компании, еве денеска споделив, може да видите, денеска споделив компанија фактички кај мене доста треба да почнете да го пратите криптогуги на Инстаграм. Почнувам сега така да споделувам по-добри информации плюс од мојата група и плюс намалувам од Америка оние тепачките и тоа, намалувам ги. Денеска така само постирав, онака ќе ги намалувам и комплетно фул одеме геополитика и технологија, може нешто од теории мал дел, али гледам повеќе да биде за инвестиции, за биткоин, за крипто и за блокчейн. Значи гледате другари, биткоин за 12 години, ово е големо достигнување. Значи за 10 години златото е 388%, нема го нова, значи за биткоин, зашто така, братче? Тука гледате, тука се болат, убиват, ово сум суи, значи треба да си имам портфолио, брато што владеја со свето. Сега другите левели нема да улавам, али братчето дефинитивно, зашо кога натиснам, кога натиснам автоматски се отклучи. Гледате тука е страшно шпионирање, као демек, заради тоа се пробила железната купола. Ја не верувам у тоа, затоа што братчо ги разцепија по Израел и Иран фул ако се од
Израел, во Иран фул ако се отклуче, другари ќе ги направат пепел, али тоест ја што зборам, Персија ако фул се отклучи, ќе ги направат пепел по Израел, али еве као демек некој и шпионирал, затоа ја пробиле куполата. Тоа не е точно, брат, ја не може да верувам у тоа. Дека беше што сакав да кажам, тоа ќе си го разгледате. А тоа е интересно сега, баш рафинеријата, да е, брат. Огромна експлозија и пожар во рафинеријата Валера у Тексас. Сега баш, така ли? За гледате ли да ги сопрат тия, драма, ова ти вештичка драма, кој како баш сега рафинеријата се запали, брат. Дрона да не стигна, балистичка ракета, интерконектор, луѓе. Ја ви викам дека све гледа, брат. Ово е еколошка катастрофа, дори. Како, братче, енергетска инфраструктура баш сега, брат? Другари, мобето е, секи би електрични коли, чуда, сакат да не тргнат комплетно од некои стари шеми. Да, мобето е, ово ми е комшија и, например, он ќе дојде да речем академијата, ја му ја рекламирам, да речеме, компанијата кај мене и може секој да дојде, да отиде, да исконтактира, да дојде тука, баш ми е комшија. И да си најди автомобил и сакам, брат, добри дечки, например, комшии, пријатели, луѓе што ќе се у академијата, кои што ќе продават, да речеме, интересни работи. Зашо да купувате од другите, кои може да се договорат со нив? Разгледајте ја страничката, не е лоша. Разгледајте и бегајќи се усреките, ќе си најдете некој возило и бегајќи се и договорете, да речеме, за ако, да речеме, најдете на некој ваш пријател плюс, па да ви намале нешто, да речеме. Лупам сега, али сакам да кажам, сигурно во Македонија нема да купите повеќе автомобили, ама нели, за роденден нешто ако купите, ако што знам, купите неколку пати, па сигурно третата кола, втората нема да биде по иста цена, ќе има нешто намаление, па може да си порачате нешто, да се договорите, може некоја друга компанија што не може дечкото да ви најде. Многу кул фамилија, тие многу ни имат помогнато на времето кога беше сиромо што има продавница и најискрено, брат, таа продавница ударавме пишанки, јас сум тип што кажува реално. Ниту ми е платил за рекламата, ниту ништо. Значи, не ми е, замислете си, платил за рекламата. Денеска се сретнав. Сам го замислете си, мислам го ово да го направам. Денеска спаѓам од таксото, одев по банките, замислете си, налитувам на него. Значи, брат, што да ви кажам. Да земев GoPro камери да ги снимам работите, мислам дека тоа ќе беше најакио подкаст у ствари ко универзумот и го фрле пред тебе, тип. Значи, што се вика не сум заверил пред 15-20 години, кога цело Кочани беше у криза и сите живеевме на пишанка, значи таа фамилија на пишанки даваше на цело мало јадевме таму и сега, например, дечкото порасна, нивниот сини, сите го пофалија до сега што под лиценца си ги има, си ги донаса од гледате Германија, Холандија, Франција, премиум увоз на половни возила, од Белгија и од Италија, и проверени све, ако нешто има проблем си контактира и исконтактирајте слободно, ќе си најдете некој автомобил. И финтата ми е, планирам на такви луѓе, фамилија што се им помагале, сега да ги се одужам. Не е малку ово, брат, да ги се рекламирам, кај мене од 200.000 до полу милион гледат. Замислете си некој души да му дојдат да купат автомобил, слободно може да дојдете да кажете, брат, видовме кај CryptoGugi рекламата, видовме и дај нешто, нели, ако има некој да се договориме некоја добра ценичка, слободно ме спомнете. Значи, јас сум комшија со него. Тоа е тоа, пробам да помогнам на луѓе што се не ранили, не сум забранил. И академијата ќе го донесам дечкото, ќе му направам и портфолио, не е проблем. Така да, другари, сакам да ги обучам и младината, има доста другари, тоа е многу добро дека сите негови другари да упаднат исто у академијата, плюс ќе биде многу голем бенефит дека што ќе играат спортски чуда, да се учат, тоа се млади дечки. Овај гледаш тип што е почнал бизнис околи, што е многу јако. И секому че си радо би му помогнал. Ако еден ден треба да земам кола, ја радо би земал од него, брат, зашто па да купувам од други. Така да, луѓе, академијата е тај стил,
ќе гледам да убацам луѓе што се честни и поштени и да си купувам од кај нив. Ја ви кажав и гледате со том си на збор, тоа го и правам. Другари Swiss Banking Dynasty splits Clash moving the launch. Другари, значи швицарска, знаете дека не е за африканци. Шо најинтересни се овие Русија ќе умрела, ќе загинала, другари, дајшите се. Многу ме нервират луѓе кои што излегнат на какао, кафе, шема и нешто си прават филмови и Русија нема да постои. Со тај брачи не ми се прави ни мобет натаму ни пат за крипто. Значи Русија немало да постои. Овие тука ко не знам тие факултети дека ги завршуват, кој ќе лупнат некоја глупост, тоа е, не знам, тоа е срамно такво да нешто да кажеш, Русија нема да постои. Тие врачи гледај ресурси имат природни ресурси 75 трилиони. Шо е ово сега? Coal, natural gas, oil, timber и шо ово? Timber и rare earth metals. Брат, шо ти кажам? Лупање зелени. Чекай, што сакавте? Гледај, студентите у Кина учат за биткоин. Ало, човече. Студентите у Кина учат... Чекай да имам сликата. Гледај шо вика. Биткоин 2009. Значи, gold, paper money, metal coins, тоест barter, gold, metal coins, paper money, plastic cards, electric money, гледај. Шо да кажам, брат? Шо направи, чекай, трябваше да... кој ги учи, гледате ли? Ција! Юан, долари, гледај, луѓе, значито, unlimited. Зашо од толку знаци ви го ставиле тука unlimited? Биткоин, човече. 21 милион. Така да, другарчиња, ово е... Соланчето треба се напука у портфолио и кажав на 300 беше скапо, на 200 скапо. Сега треба да го пукат у портфолио дека нешто мата травата, брат. Белото мече, ја ви кажав. Исто им обед бил, ама у портфолио не се трупа. Чекале да падне повеќе. Banks raised tokens deposits. Сите банки ќе упаднат ово. Ово од вчера. Гледа Казан. Казахстан, Централ банк, announced it will buy 350 милиони биткоини крипто very soon. Браке, мислите ли дека една централна банка ќе се глупира ако биткоин е пирамидална шема? Нон-стоп трупат луѓе, нон-стоп. Само што народо нема време да земе да пролиста овие сите. Ја се извинувам да ги пролиста сите овие информации. Стар Атлас. Ethereum има, чекайте кај беше, што сакав, ово не е битно. Чекай сава, секунда. Мобето е, другари, гледајте сега, брат. Сега принт скринов, гледате ли тај вториот монитор? Гледа сега принт скринов дека се прават. Само ми отварат дупла работа, значи треба да го исклучувам. Значи, другари, ово не е мала играчка. Ово чудо, брат, ово е математички невозможно да нема Божја креација точно да го направи ово, брат. Дека цел свет ќе има драми и треба да се договорат. Ово, луѓе, ово е математички невозможно земјината топка да креира оваков теснец, за дека гледате моментално каква драма има и луѓето се ставени на тест. Математички невозможно, брат. Инаку ќе има баги големи драми. Значи, ние не сме завршиле, луѓе. Не сме завршиле. Гледајте колку точки за драми има. Панама канал. Strait of Malacca. Гледај го овај дел. Ово тука никој македонски универен не знам дали знам дека постои, брат. Гледај го ово тука. Гледај Cape of Good Hope. Гледај го Strait of Gibraltar. Гледај го Turkish. Гледај го ово тука. Гледајте го Суец канал. Гледајте ги тука
овие две чуда. Гледајте ја, ово е луѓе Русија, ово е Аляска, нели Америка. Гледај го овај дел. Тука ако се направи, јас сум кажал преконните видео, ако се направи на брза железница. Човече, брза железница. Брат, ти збориме за трилиони, гледај. Гледај што какви тука глупости, драми и чуда. Гледај, човече, цап. Гледајте го, ово, брат, од тука, ако ме верувате, гледај. Луѓе, какви океаники, какви мориња, гледај. Одеме, човече, гледај. Божја креација, брат. Брат. Сега изгледа нели толку едноставно, али брза железница, ние технолошки сме многу напредни, брат, што можеме и да биде разгрането. Ама еве Господ ни креирал плоча и овие брачи си ги вадат очите. Сатанистите. Ма гледајте, ово не е овакво. Не е, братче, обична креација. Чека само дека беше. Ајде бе, брат. Значи, еве го. Гледајте го овај дел тука. Ово никој не го збори. Кина тука, братче, ако преземе тука, може да биде огромни драми. 900 км е огромна чудо. Од тука исто минат другари, сега ќе видиме колку беа. 3,5 трилиони на година. 3,5 трилиони. И тука може да има нови драми. Значи, шо ми е мобето? Шо се случи така? Шо ми е мобето? Значи, ние не сме другари завршиле со драмите, па биткоин да излита. Биткоин ќе си ги абсорбира сите тие драми и ќе биде многу подобар од какво? Ќе биде многу подобар од, како се вика, од Wall Street, злато, сребро, многу повеќе брзо ќе се опоравува. Инаку, другари, гледајте ово шо е, брат. Гледајте, моментално ово е, тука е каша попара. Овие зимат плата. Тие бродови, брат, не е тоа да го изгасиш и да си пливкаш. Значи, бродо не може да го изгасиш, брат. То се троши цело време ресурси, дека пумпите мора да работат. Не може бродо да биде изгасен. Без разлика колку време ќе има драма. Не може и бродо да го врнат, да се паркира у пристаништо, ќе засеме тоа. Има си точно колку бродови може да влезат у секој пристаниште, колку бродови може да стоат, да се поправат, да се пунат, да се разтоварат. Не може сите овие бродови да Че моментално замислите овие бродови тука колку плоски и ќе загадат. Значи не е ово мала игра. Гледај шо ово, човече. Драми ќе има. 21 милион барели на ден. И сега стоја за глава. 21 милион. Еве тука ќе ви кажав пред тоа, дека ќе прават. Гледајте до сега пепел ги направија, да речеме, ама чеге па некој управа во позадина. Русија и Кина. Значи, Ирanian Navy destroyed, значи, овај го депаа супрем лидеро, овие сите ги избршава, брат. Сите. Ама гледате, тука има уште некои фаци кои шо... Тоа се надоврзувам до преска што ви кажував. Значи, некои, еве, па има. Значи, гледај, ово изгледа малку, али, брат, шо ова ти Божја креација, цел свет, брате, заглави, била толку голема планетата, биле толку големи океаните, гледај га заглавиме. Гледај га заглавиме, човече. А ви покажав, имаше многу точки. Значи, овие точки, еве, Египет, гледаш 12% of the global trade, гледајте, другари. Тука ќе има многу драми. 12% of глобалното тредање, 30% of контейнерите, бродовите што минат, 30%. 4,2 до 5,7 милиарди у транзит. In transit fees, ствари. Другари, не е ово како што мислите преку ноќе дека ќе престане драмата. Моментално нова драма исто Тајван. Да знаете дека гледај, ово е Кина. Така ли? Ово е Америка и сојузниците, Јапонија и... Гледајте, ово тука е новата драма. Новата драма е Тајван. Значи, овие другари тука нема да биде обично преземање на некој си островче. Луѓе тука се чиповите. Тука се чиповите. Значи, очекувајте
еве тај што ви кажувам, мали гледај брат, што тука е Малезија, Кина што си трае и си кроте 94.000 шипс, 94.000 бродови минато тука. 96, значи тука ќе има исто драма. Така да вие очекувајте брат, ќе има ли булмарки? Има другари, ама гледај колку има ние точки на драми. Не е само таа там кривинката брат. Се сакам чисто да ви надам, гледај. 25% од ово на глобално ниво што минат разни продукти. 3,5 трилиони. 3,5 трилиони. 94.000 бродови. Замислете си колку работи минат од тука. И биткоин и крипто ќе ги абсорбира тие работи. Нас луѓе ни одговара на подолг период овие драми. Да знаете. Гледај дека е Кина, гледај дека е Тајланд, гледај дека е Виетнам, Филипините, еве го Тајван, Филипините, Виетнам, значи Бурма, Индија. Значи гледај, тоа од тука минат. Значи сите овие чуда и од Кина треба да помине од тука. А исто и обратно. Значи за да дојдат треба да минат од тука. Значи гледате колку, значи Кина може многу голема драма да лесно да направи тука. Ова тука све овие Филипините знаете дека островите тоа е 90 милиона. Таму живеат и муслимани, и христијани, што многу лесно може да има и драми. Од и тука кој има драма, гледате, они го зафаќат баш тај дел дека Кина што вика дека тоа е нивно. Кина вика дека ова се нивно. Тука моментално тестират и шпионират со тие кинеските рибарските бродови. Значи Кина дефинитивно ќе го земе Тајван. Ќе имаме и таму драми со чипови со чуда. Нема што да се плашите. Значи да, со нуклеарки треба тај дел да го пробијат, колку да звучи страшно. Значи не е за џабе преземена Палестина. Значи замислете се ево тука да се ископа канал 250 до 300 км и фактички да биде скроз про-вестерн Израел. Значи шо вика Суец е 193, ова е 260 до 290. Чекаме колку беше? 250 до 300. Значи алтернатива на Суетскиот канал, West Friendly Government и Two Ships. Чекай, Two Ships at 9. Чекай, шо е Two Ships at 0. Значи у исто време два брода да минат. Значи гледате Израел шо планира за и американците, али ќе видиме тоа тешка работа сега за сега. Тоа е концепт, мислам дека е многу стар. И овие Саудиска Арабија го имат концепто. Значи East West Petroline Pipeline 5,7 мили. 5,7 милиони барели на ден. ВС Strait of Hormuz 20 милиона барели per ден. Значи гледаш, сите си имат алтернатива. Али алтернативата, братче, се уште не е фул. Треба да има овакви алтернативи. Треба дефинитивно да има, али на нас не одговара све. Тоа е другари, нема да верувате, ја чекам, замислете си, сега е 10:32. Единствениот човек од Кочани што е пријавен се погоди да е електричар и ќе ви заврши многу голема услуга, пошто не може да ги чекам тие мајстори со месеци. Ќе дојде, замислете си, дома да ми стае нов лустер, да ми стае нови прекидачи, од наемната да ми стае нов лустер, да оправе електрика што е прекинато и онадено, у ВЦ исто, замислете си, у 11 саат, 11:30, кој дојде брато да инсталираме работи, сега треба да кажам на комшиите дека може да удараме и две дупки у тука армирано бетон за да држат тие лустери. Лутили се, не се лутили, срекам течките под мене со Германија, валјда негде селени, нема никој под мене. Што е лошо дека одоздоле со сека доста ладничко. Сега треба да наропам, сакам те пистони да се врнам, тие паркети и глупости ламинати заеви, со извинение.
Сакам те писончиња и кога ќе ставам ногата да ми е топло, брат. Иако иде лето, теписон, братче, помага од прашина. Не ме требаат прашини тука. Планирам овај офис да седам додека не направиме сериозен кеш. Па да се преселиме на село и регали, шифонјери, чуда, кредици е готово. Фалат теписони и брато, се реке од кочени гост што ми го протил. Замислете си, у 11:30 до 2 ќе бушиме, ќе правиме нокно време, ќе поставаме струја, не знам како ќе се осветлиме, валјда со Samsung телефона има јако осветлени и треба да му пишем да земе некој рефлектор. Ако има, дека, ама до души ја тука телефони ќе се свете. Ама мобето, замислете си, брачи, у Македонија, еве, у Кочни, јас ќе работам у 11 саато ноќте, ќе поставаме светли чуда. Господа не чува од таа струја и од луди мајстори, затоа што, еве, не може да најдеш стабилни луѓе да бркат. Едни Шувиков да бркат, не дај Боже. Знаеш, ама ја разбирам, оние другите браќата се многу зафарени, многу големи корпоратски гиганти, тие за мали работи, за лустриче дома, за штекче не ваѓат. Така да, другари, тоа е. Да се пофалам, на Binance конечно ме одобрија, докажав дека не сум американец. И треба да ги поврзам, ќе видам Славе да ме оправе. Треба да поврзам од Комерцијална банка картичката и да видиме шо како да се депозира. У преговори бев со една криптоминувачица у Кочани, брато се за сега не е заинтересиран за реклами и чуда. Ја кај него ќе менам, па ќе видиме натаму што ќе се случи. Добре, на Binance треба KuCoin да си го врнам, чекам да ме одобрат. На Kraken ме врна назад, така да полека докажам дека не сум американец и се враќам у криптоиндустријата. Тука се чека добар airdrop. Јас сум која е 110-та позиција, 3,5 милиона експириенс имам на Star Atlas и на чекам да видиме Zink да се ископа. Мене ми одговара ово. Значи шо повеќе експириенс, валјда ќе зацепам добар reward. Паузирам сега малку со Star Atlas затоа што лаптопот ми е, што ти кажам, компјутер нема да земам сега за сега, дека брат оваа канцеларија, јака машина, AC-то ми е у другата тоа, у другата соба, а собата не ми е баш погодна за AC, а нема такви за поземја, треба да видам дали има некој AC добро. Ќе видиме, ќе го правиме, уште не е дојдело летото, ама машина не може да ставам сега, да се многу мокна ова и такво. Приоритет ми е Криптоакадемијата, а Star Atlas ќе биде, ево ово, чекам го airdropо и ќе чекам да направам некои добри флипови, а малку ќе паузирам од геймингот, пошто нели треба да оправам Криптоакадемијата. Затоа го оставив на пауза оваквото, кажи го, скапио компјутер. Така да, другари, чао и ќе се видиме, еве еден саат аналитика, нема камера, чекам Славе да ми донесе за една недела трипод, сталка или како и да се вика, дека на ваа не бива. Мојата малата што донесов од Америка. А мала ќе порачам добар, тражам од деса страна, ставаме на добро регалче, може да па и там ќе може се ставаме, ќе видиме тоа. Гледам да земам нешто квалитетно. Така да, другари, бидете поздравени и кажав ви, пријавувајте се за Криптоакадемијата, да си направиме екипа, тражете луѓе од човек 10% намалени, ама не било кој, значи луѓе што се на ваш левел, луѓе што имат стрпливост и што сакат да си изградат крипто портфолио и уиднина, после еден bull market, после bull market да имат бенефит, или ако фанем овај сегашниот bull market да имат бенефит, ако не 4 до 8 години да си градат портфолио и на еден bull market да си профитират, да си одлучат, да си направат портфолио, да се кешират кога ќе сакат. Тоа е мојата цел. Така да, тие што не сум ве контактирал, пишете ми луѓе да ве контактирам и да се договориме, па чекам Славе да се подпише и компанијата да се финализира. Одобрена е, името е исто Криптоакадемија, ќе се вика ово Криптореволуција, ќе се вика компанијата, дека така ми се вика ово, нели? Криптореволуција ќе се вика компанијата. Така да ќе бидете известени наскоро за повише информации. И споделете, братче, малку, удрете некоја реклама за Криптоакадемијата, не се срамувајте. Чао!